Почитуван подпредседател на Собранието, почитувана колешке, веднаш сакам да одговорам на некои ваши дилеми кои што ги зборувавте. Рековте дека некој на некого му пречел, односно ние како и јас како еден од подпишаните, Фадил Зендели, почитуваниот пратеник, сакаме да го променеме, бидејќи на некој начин ни пречел и не ни одговарал во сегашната ситуација. Веднаш да ви кажам, не се работи напротив, има почит кон сите колеги пратеници, поготово кон пратеникот Фадил Зендели, со кој што бевме во парламентарно мнозинство заклучно со месец декември, кога самите одбраа да бидат опозиција. Значи, никој никого ниту бркал, ниту може да избрка, меѓутоа се работи овде, мислам тоа треба да се каже на јавноста, дека од досегашната парламентарна демократија се има правила и норми кои што врз основа на добиените резултати на парламентарни избори се преточуваат кои колку во колка број се учествуваат во комисиите. Многу едноставно. Ако има 21 комисија, во моментот според бројот на гласови 8 председатели на комисии има ВМРО-ДПМН, односно коалицијата, 8 има парламентарното мнозинство. Ниту му се одзема на некој, ниту на некој се додава. И до 21 врз основа на резултатите, ДУИ, алијанси и така натаму. Се работи за функционирање на Комисијата за изборни именувања, каде што и 10 колеги пратеници не се распоредени. Тоа е прво и основно и треба да бидеме честни, доблесни и искрени, и конечно така треба да разговараме за овој дел, бидејќи само ќе ве потсетам кога го биравме врз основа на предлог на Кастриот, каде што и јас лично сум потпишан заедно со други колеги, за да биде Зендели колегата подпредседател, никој од оваа страна, односно од сегашната и тогашната опозиција, не беше потпишан. Никој не гласаше од вас за. Не сте гласали ни против. Тоа е записникот, го имам. Колегата Зендели е избран за подпредседател со 61 гласа. Сега, јас го почитувам и легитимно од ваша страна да станете парламентарно мнозинство, не успеавте. Во моментот ситуацијата е 64 од едната страна, 56 од другата страна, ако сте сите заедно во однос на бројките. Јас сакам да ве прашам, ако успееше да добиете парламентарно мнозинство, ќе направевте ви истото тоа да пресликате во сите комисии? Да. Ниту ви се одзема, ниту на некој се додава. Се работи за основно функционирање на Комисијата за избори и именувања. Само ќе ве потсетам, кога ВМРО-ДПМН беше на власт, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН беше председател на комисијата. И секогаш позицијата го имало мнозинството. Како што секогаш опозицијата и тогаш и сега го има мнозинството во Комисијата за следење на комуникации. И председател, и исто така мнозинство. И тоа се пишани, тоа стои во сите некои деловници, има една општа права за тоа и мислам дека класично треба да одговориме. Сакате да направите како група, како партија, како коалиција, дека Собранието не функционира, меѓутоа има 64 мнозинство, улогата мора да се земе во обзир дека одговорностите ги имате и вие, и ние. Да бидеме искрени, доблесни до крај, Собранието функционира, ќе функционира. Во моментот немате парламентарно мнозинство, тоа е факт. Благодарам.